утро и од мене, добре дојдовте во најновото издание на магазин Овој четврток, а на мое големо задоволство денеска ни гостува Михаил Парушев, тапанар и композитор, кој што свири тапани од 4 годишна возраст. Тој е член на Parussion Group и на Леби Сол долги години. Ке ни раскаже околу настапот кој што предстои на Скопско лето, неговите турнеи, концерти, настапи и соработки и во странство, како и со странски врвни музичари. Секако ќе го прокоментираме и албумот Агол кој што е тука денеска и во студиото, и секако за тие композиции ќе ни каже токму тој од прва рака, па затоа останете со нас. Добро ти утро и добре дојде. Ти благодарам што го донесе и албумот, така што ќе имаме прилика да прокоментираме и да слушнеме нешто и од него, бидејќи ќе погледнеме и видеозаписи за песните. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам на повикот. Имаме и повод, концерт на Скопско лето во Куршумлијан на 30 јули со Parussion Group. Веќе една нова формација. Parussion Group веќе постои 20 години. Го запечативме албумот Агол во таа минатата постава. Многу благодарен на поранешните членови на групата. Но во меѓувреме се десија персонални промени и тука се веќе Джоле Груевски на гитара, Дионис Ратров на бас, Јован Цветковиќ на пијано, кој беше прогласен сега минатата година за пијанист на годината од помладите. И беше на неколку семинари во Европа и добро владее со инструментот. Петар Христов на саксофон, на кларинет и останати слични гадулки, што се ќе донесе тој човек е мултиинструменталист. Така да одиме во оваа формација како квинтет и ќе освежиме со понови композиции, некои што не биле свирени во групата, па сега повторно се преаранжирани за квинтет и така ќе се забавljаме фино со материјалот. Имаме периоди од 2016-та, тој период се викаше Feel the Grooves и така го викам тоа како продолжение. После следеше Агол, имаше во меѓувреме и други материјали и интернет изданија. Ова е CD-а, има и на интернет уште нешто што некој го слушава, да ги знае тие линкови. Тоа се платформи нели модерни. SoundCloud, Mixcloud, Spotify и слични. Така. И на YouTube со спотови, некои кои што имат. Направивме некои видеа со Драган Трајковски на номерата Румена. Тоа беше пред неколку години. Имаше уште една песна што е за лебедите, се вика Странци во овој случај, дека стана вокална, па се напиша текст. Инаку е базата таа моја авторска музика која е некогаш вокална, некогаш може и да се пее на таа музика. Тоа и целта на идните настапи да публиката малку заигра на тоа. Ги сменив аранжманите, ги сменив можеби сите ритмови на композициите за да тоа звучи веќе во друг смер, малце да е тоа помодерно, да не сме толку у 70-ти останати. Ги смени за овој настап, конкретно за овој концерт има уште повеќе промени или? Како што доаѓаа новите членови еден по еден, секој си има друга работа и нема време многу да се задржат. Па доволно се задржаа 20 години во оваа постава, во минатата. За во новата постава веќе тоа мора да е така, да биде не е исто како порано, него да биде помодерно. Да се испродуцира на лице место за да звучи модерно. Така, спомна продолжение на Feel the Grooves, па Агол, што е следно? Има ли уште некој продолжение на Агол кое што во моментов го планирате, работите на нешто ново исто така? Агол помина убаво, имаше фини критики низ бивша Југославија и сакам да го затворам тој тип на ансамбл. Сакам да имам ја голем оркестар, но не е возможно да се патува и слично.
затоа го сведов на квинтет бендот и сега се спрема нов материјал, тоа се планови за септември. Проектот се вика За Арно за убаво. Убав наслов. Да, за убаво да не биде на сите, да, за весело. Твоја беше идејата за таков наслов? Па Има и моја беше композиција. идејата и пројде. Добив и подршка од Министерство за култура. Така да тој проект ќе го реализирам во текот на септември, ако стигнам, ако не стигнам, тука некаде октомври ќе се заврши тој проект и ќе го наречам како 40 години дружење со музика. Јас веќе сум 40 години на сцена. Тоа дека нели малце порано. Од 4 годишна почнал. возраст свириш тапани, така? Да. Како ти се пројави љубовта тогаш? Па Дали имало и- бидејќи беше во музичко семејство или? Да, роден сум син на гитарист сум и татко ми имал гитара дома и ми купил тарабука. Таа тарабука малце била и ми купил цел сет. И он е музичар, Мераклија си купил бубњеви да се има дома за син му и јас така почнав да свирам. И веќе на 8 години мислам дека почнав и да снимам по студијата во Радио Скопје и така тоа течеше понатака. Како те зема тогаш да свириш? Дали некој те пронајде, те слушна? Како се случува едно 8 годишно дете да влезе во тие простори, да свири со други луѓе, музичари или бендови? Како било? Па интересно беше тоа. Ја детство го викам, ама беше многу сериозно детство. Тоа многу сериозно го сваќав. Одев и во школа, ама брзав после школа да стигнам на проба. И имав и оние почетнички бендови кај што морав басист да бидам, друг да свири бубњеви. Арно, ама кога веќе почнав да свирам, мислам дека првиот бенд беше бендот на татко ми со еден куп музичари од скопската елитна сцена. Мислам дека првата сериозна свирка ми беше со Милан Завков и со таткото на Драган Вучич. Свирев народна музика традиционална. Свирев по свадби и тоа многу го сакав да го правам. Носев цел сет бубњеви и бев сериозен на сцена. Ми пружија, ми дадоа да станам она што сум сега. Да, оно до што Ме дојде. научија денес. по старите генерации, многу го почитувам тоа, што учев од високи професионалци. Уште од дете. Онда ме викнаа Талични Том, тоа беше веќе 12-13 години имав, тоа беше сериозен бенд во тоа време. И веќе се снима албуми. Во меѓувреме снимав во Радио Скопје одредени синглови за нечии песни или ора, што год да биле народна или поп продукција. Јас бев тука да спасам. А на 16 години освои награда или те прогласија за најдобар тапанар на Скопски рок фестивал, така 92-та година. Да, 92-та со Октавијан настапивме и добив награда од фестивалот за бубњар на годината. Ти беше и тоа нека одскочна даска за понатаму, си го доживуваш како значаен момент да, во кариерата? многу се радував. Гаро Тавитјан, постариот ми додели една плакета што се уште ја чувам како бубњар на годината. Е, тој настап на Октавијан на Рокфест се уште го памтиме, ние се дружиме, се уште сме тука во Скопје. И знаеме да се присетиме на тоа време колку сериозно сме звучале, ако ќе пуштам нешто на YouTube и викам види колкацки сме, а свириме како денес. Да се навратиш на тоа време. И имаше такви фини детски моменти покрај Илија Николовска година или во школа одевме, па моравме после тоа да идеме да посвириме. Да. Навечер обавезно бевме на тезга. Јас спомна традиционалната музика бидејќи со таа си почнал, нели? Но и ден денес вметнуваш аранжмани, некои модерни, нови примеси и призвуци на традиционалната музика. Мислиш дека тоа е начин да се доближи до помладата публика преку тој нов модерен призвук? Се работи за еден фјужн на таа модерна светска продукција, да не ја наречам драм and bass, електроника, Или транс. world music, како што нарекуваат? Не е world music, тоа е само македонска музика.
И таа е излезена од наша инспирација, од наши песни ора и се што сме слушале од млади. Мислам дека новите генерации треба малце да се потрудат, да почнат да слушаат македонска музика од секој тип. Дали е тоа джез, дали е фанк, дали е поп, дали е рок. Треба да се подржи таа сцена. Младите ги пратам не многу, колку имам време, ама гледам дека има одлични бендови. Има нови бендови што патуваат низ Европа, ги читам по градовите, кога ќе стигнам негде, викам, види ги, биле и овие тука. Браво за сите тие млади бендови. Мислам, ги знаете, Фанк Шуи, ги знаете Луфтанза. Вчера ме прашаа на едно интервју дали слушам македонска музика и кажав дека има многу добра музика, немам време многу за тоа да го правам, ама мислам дека фолктин се уште хит. Така се најромантични некако. А овие металци добро свират. Фанк Шуи не ги разбирам што свират, ама добри се. Ти се допаѓаат? Добри се. Значи ги следиш и младите и оние... филм и на почеток ми беа чудни и реков, овие се добри стварно. Ги гледав малце од страна телевизорот онака пуштен на тивко, да не ми смени нешто во мојава глава таа музика. И онда видов дека добро звучат, имаат и бумјарка. Да. Мартина, таа е добра, ептен добро свири. Мартина, да. Во однос пак на настапот, би те прашала, нели околу поставата ми кажа, би те прашала уште малку околу репертуарот, што е она се што може да го слушне публиката на 30-ти, веќе за неколку дена. Ова е веќе материјал кој е работен со новата постава. Ке се свират по 2-3 песни од секој период. Немаме време, зашто треба да свириме саат и 15, тоа е реална на минутажа за концерт, за човечко уво да издржи. Ке свириме од Агол 6 од 7-те композиции. Мислам дека ќе скратиме, може и 5 сама да отсвириме. Имаме 5 нови песни, тоа се 10. И уште 3-4, ако додадам 14 до 15 композиции, ќе мора да скратиме за да се издржи. Ќе биде многу моќно, затоа што тоа е простор што мислам дека највеќе сум свирал во Куршумлијан во Скопје. Најчесто, најмногу... Најмногу сум свирал тамо и како млад и како нормално возрасен. Тој простор дава енергија, таа музика тамо ќе звучи како ја што имам замислено. Ќе биде присутен и таа енергија ќе си даде, ќе биде присутна таа како да ја наречам источна скала на која ја има во моите мелодии. Така и можеби контактот со публиката е подруг таму. Поинтимна атмосфера. Ќе создадеме транс во приказната, за да можат луѓето да се осеќаат убаво, да уживаат во музиката и да им е тоа така како што си замислиле. Секој да се пронајде. Да, секој да си има свое нешто. Дали ќе пее или ќе игра, ќе му биде добро. Може да погледнеме и нешто со видеозапис од оној материјал за кој што зборуваме, Сатурус. Да го погледнеме во продолжение. Да, тоа е колаж, да. Да, колаж од Сатурус. Од снимањето.
Така, го погледнавме и видеозаписот за Сатурус, уште малку ќе прокоментираме околу албумот Агол, односно од колку се песни е составен или создаден и како се свело на ова што е тука сега во моментов. Да ми ја раскажеш приказната. Агол се 7 композиции кои имаат партови. Part 1, 2, 3, 4, не знам, ќе мораш да ме подсетиш една по една прашање. Пророкоро, Бразилија. Пророкоро е таа е она Елено Моме што се вика орото, тој ритам е. И јас го имам само раскажано тоа рокерски, народното. Мислам народниот ритам. Таа е песна од две композиции, мислам може да се подели на два парта. Онда е Бразилија Нан. Тоа е обична, проста форма и проста песна, тоа така се вика школски. Сум заборил тие термини, треба да се подсетам малце. Тоа е една обична песна А и Б дел. Како строфа и рефрен во вокалната музика, да речем. Има интро, да се припреми темата многу долго трае. Инспирација ми од некои музицирање, татко ми свираше како дете таква музика и уствари джез стандардите да ги научив преку она што ми го покажал како млад. Кој ми рекол, сега треба да ги научиш овие песми. И онда јас сум одлучил да ги научам сите тие песни да ги знам. Од дали се тоа джез стандарди или бразилска музика од Жобим до да не именувам сега. Битлси ми беа исто омилени како дете. И се уште знам да ги пуштам на керка ми и ги пуштам Битлси за да знае што е добро. Си слуша таква музика, веќе од сега пројавува ли интерес? Си слуша, се и си пее, се е јасно, да. Така по уште малку, значи тапани може исто во незина. Не, немам потреба тоа. Не? Нема потреба. Не би ја поддржала ако сака да се занимава? Може само како мој инструмент да го гледа. Аха. А зошто? Сака да свири се. Малечко бебенце е тоа, 2,5 години, има време да се одлучи што ќе биде. Економска школа ни е поблиску. Таму би ја запишал. Па да, најубаво. Може сама ќе реши, па ќе се... Јонче да ги тронче. Ќе си реши. Сатурус... Не и кажувам ја што да прави, она се стварно сака да прави. Тоа е дете и се радувам многу. Да, талентот го има наследено. Заедно со мојата сопруга се радуваме секој сабајле, се изненадуваме. Цели реченици кажува веќе. Така е, тоа се тие радости и нови работи. Сатурус Circle, Етнос. Сигурно. Сатурус Circle, таа е една композиција која е планирана да биде вокална. Но има втор дел кој ја носи во тој нашиот етно бели денсинг, 9/8 ритам. Тука има еден кат која се припремаше овој албум, почина трубачот, па му посветивме едно парче. За тоа ја го чувството го покажав во таа композиција во третиот дел и во четвртиот дел веќе одлетува таа песна, како и што одлетува душата. Следното е Етнос. Тоа е песна што е посветена на нас, луѓето. Етнос значи или народ. Баш пред некоја сабајле тргнав од Битола за да стигнам на едно интервју на Утринска. И на супругата и реков, еве ги луѓето. За овие луѓе викам таа песна. Што мораат во фабрика, исто облечени беа. И ми ја посветувам таа песна на тие луѓе да она достојно што си ја вршат работата. Секој им чест во 15 за 5 што се на автобуска и одат некаде да работат за да си го заработат лебот. Да, честно и поштено тоа, да истиот збор. Така, Петка на Денсинг е песна што е исто така посветена на мојата прабаба. Таа е исто обична песна. Така се викаше? Но има три дела, таа. Името Петка на името? Петка се викаше баба ми, да. Прабаба ми е тоа уствари. Прабаба, добро. Да, она била слепа и го играла Пајдушко. Тоа е Пајдушко уствари во мој домен. Како ја го доживувам нашето Оро Пајдушко.
Тоа е истиот ритам, малтене. Темата не, темата е нова и баш мислам се радувам што успеавме да ја снимиме, многу е тешка таа песна за свирење. Во еден момент решив да се оженам, има една песна од Кирил Манчевски. Таа е следната, дали е Searching? Searching и на крај Елтера Blue. Е така, Searching е тоа што нели патуваме на секаде и онда пак ќе се вратиме дома. Ја се враќав сам едно време дома и онда решив да се оженам. Во вистинско време, кога вистинската жена... Се влюбив, се деси тоа да останам, да се укотвам во Скопје. Тука живеам веќе 4 години и не патувам така толку често како порано. Не останувам, сакам да кажем. Сега бев на едно патување. Во Хрватска беше така? Да, бев во Хрватска и се вратив, кога ми завршија обврските, следното сабајле прв фатив џаде. Да се стигнем дома. Сакам да сум дома, сакам да сум тука со фамилијата и убаво ми е во Скопје. Од Скопје сум, не сум од не знам од каде. А како си помина во Хрватска? Какви се настапи имаше таму и на кои места се представи? Имав едно така долго патување до Хвар. Полека прво бев во Цавтат на некои состаноци. Потоа почна таа турнеја Стари град, Хвар, уште едно место на Хвар. Тоа беа 3 джез фестивали е тоа, со 3 локации. И настапивме со Џо Пандур, тој е еден долгогодишен мој соработник. Тој е гитарист од високата класа. Ерик Маренче на Хемонд клавиатури. Човекот што носи огромни шифонјери со него секогаш, за да тоа звучи така како што треба. Тоа е Хемонд е најголемиот инструмент од клавиатурите. Тука сме да му помогнеме ако затреба. Да се носи. Да, врвни музичари. Тој човек има завршено во Роттердам, Џо има завршено и во Виена и во Америка се има дошколувано. Тоа е магистратура. Вокал, Хабиба Менс Диер, тоа е исто така вокална солистка од високата класа. Има завршено во Грац, Спличанка е потекло. Из Мостара, из Сплита, микс. Из Сплита, из Мостара. Да, распала се Југославија, така рековме последниот ден кога си одевме. Видимо се опет. Има ли некоја носталгија меѓу вас? Ние немаме носталгија, ние сме само знаеме да се најдеме без никаква проба свириме. Добиваме материјал и знаеме што треба да направиме. Имаме free jazz session, уствари. А свириме поп джез или джез стандарди. Ама ги свириме само на тој моментален начин, што го можеме ние тројца заедно, што го можат сите великани. А имате ли некои ритуали, навики пред секој настап? Како немаме? Идеме на посебен тип на подготовка? Проба. Да, идеме на тонска проба, да го слушнеме звукот. И јасно ни е што ќе правиме вечерта. Секако на припрема се оди на вечера морска храна, да се проба и да се вкуси нивно домашно далматинско вино. И така весело си поминуваме таму. Колку најдолго време знаеш пак да поминеш во студио, ете кажа пред настап како се подготвувате, но во студио кога си имали денови кога ете не можеш да излезеш од студио, нонстоп си таму, навира инспирација, твориш, компонираш? Стана фамилијарен човек, ја не функционирам веќе така како порано. И го правам тоа, го планирам. Вежбам ја, знам да седнам да вежбам бубњеви, но вежбам гитара, повеќе со тие инструменти се дружам. И се инспирирам за да смислам нешто ново. Имам нови материјали сега за Арно за убаво, што е проектот. Да. Тој ќе има нови 5 песни и ќе има некои неснимени, што така сум си ги заборавил. Знам да заглавам од студио по 3-4 дена кој одев на патување во Словенија, па ќе снимаме еден, друг и трет и четврт албум ако имаме време.
тоа е соработките со Игор Безгет, мислам тоа беа преку 17 проекти имаме заедно. Old Bake Suite, па има Macedonian Suite, нивното гостување тука него го натера да напише нов албум и го крсти Old Bake Suite и го снимавме тука кај Мите Димовски во Тралала. Дури имаме еден трио албум Организам со Дамир Имири на Хемон клавиатура, Игор Безгет на гитара и Ана Тапани, Мите како снимател и продуцент. Така брзо идеме ние тоа го правиме. Овој албум е снимен за 2 дена. Стварно? А припремен за 2 дена. Ете, трети имаше една Сите песни се беше подготвено за 2 дена? Да, тука се наши македонски музичари, мислам, секако не се бираме, ние сме така родени. Се наоѓаме и го снимаме, знаат да влезат сите во тој филм и да го отсвират тоа што сум го замислил. Го раскажуваме тоа, ама кратко, немаме време многу за разговори. Значи за брзо време, да. Сакам да кажам дека не е ова инстант. Ова е мислено 20 години сигурно. Нешто што Затоа тлеело. не излезе мој албум официјално, чекав да созрее таа музика. Мислена е многу години, стварно сигурно од 2001 навака. Со тие мои патувања па упознавав продуценти во кои студија ќе ме викнеа да снимам песна за некој таму пејач, дали бубњеви, дали бас, дури и бузуки сум снимал еднаш во Загреб, ме викнеа дали знам да го свирам тој инструмент. Викам, како не го имам дома. Да. Се што имам дома, знам да свирам. Имаш ли омилен пак некој настап, концерт во сеќавање што ти останал досега како најдраг или каде што се бил најдобро пречекан? Можеш ли да се сетиш на некој таков? Дали со Парусион груп или пак со Лебисол? Не, се мислам. Мислам дека сите концепти си имаат посебна енергија и да се присетам. Тешко ми е малку тоа да се сетам на нешто така да секогаш сме се трудели да биде тоа подобро од порано. Музичарите биле секогаш таф, спремни за победа. Така да не сум се секирал многу како ќе биде настапот. Знам дека добро ќе пројде. Јас сум таму, тука се тие басист, гитарист, клавиатурист во кои имам доверба. Солистите исто така. Сите знаат да свират овде во Македонија. Имаме толку талентирани музичари, тоа е просто неверојатно. И треба државата тоа да го превземе, да ги поддржи. Да се продолжи со тие проекти и грантови што ги доделуваат и да ги поддржат музичарите во секој правец. Тоа го забележуваш дека е подобро реализирано во странство, дека бидејќи нели патуваш и настапуваш. Добро, и тука станува поубаво. И тука станува поубаво да се бавиш со музика. И треба да се мисли на тоа. Добро е што имаме школи, имаме факултети, имаме затоа имаме оркестри каде што можеме да работиме. Така да добро е овде. Ми се допаѓа Македонија во последно време. А пак со Лебисол, ќе имате наскоро некои турнеи, концерти, каде ќе настапувате? Имаме наскоро концерт на еден фестивал во Дубровник. Другите не смеам да ги кажам планирани. Ќе има концертни активности. Ќе има дури концерт во Скопје, затоа ќе се изненадиме сите. Добро, не држите во неизвестност уште малкото дека не биде веројатно сигурно одредена датумот, нели местото каде ќе се одржува. Да. Колку време си наскоро веќе таму во Лебисол како член? Во Лебисол сум од 2010 април нешто така се случи да ме повика. Тоа се значи 14 цели години. И имаме периоди кога добро си поминуваме на тие турнеи, имавме лани одлична концертна сезона. Оваа година исто така, само потом ќе си дое тоа, се
Ќе најавиме кога ќе биде време и за другите концерти. Ти благодарам што беше мој гостин денеска. И благодарам и за албумот, па се гледаме повторно секако за нешто ново, за некоја следна промоција или да најавиме настап како овој сега, 30 јули Куршумлијан. Ви благодарам на повикот. Се гледаме во Куршумлијан на 37 во 20 часот и 30 минути Скопско лето. Така ти благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со музика со Елтера, а секако и потоа останете на Сител телевизија со програмата. Утре сте со колегата Валентин. Од мене пријатно.